Глава 5. Совет од една гасеница. Гасеницата и Алиса едно време молкома се гледаа. Конечно таа го извади наргилето од устата и се обрати на Алиса со сонлив, безволен глас. Која си ти? Рече гасеницата. Почетокот на овој разговор не беше многу примамлив. Алиса срамежливо ја одговори. Во моментов Јас на вистина не знам, господјо, но барем знам која бев кога се разбудив утринава, а од тогаш се имам сменето неколку пати. Што сакаш да кажеш со тоа? Рече остро гасеницата. Оти веднаш објасни. Жал ми е, господјо, но јас не можам да објаснам, рече Алиса, бидејќи видите, јас не сум јас. Не гледам ништо, рече гасеницата. За жал не можам да бидам појасна. Алиса ја одговори учтиво, бидејќи сама не можеше да разбере, а и се збунува кога во текот на еден ден повеќе пати ќе се зголеми или ќе се смали. Не, рече гасеницата. Па можеби се уште вам не ви се сторила така, рече Алиса. Но кога ќе се претворите во кукла, знаете, тоа ќе ви се случи еден ден, а потоа во пеперутка, веројатно ќе ви биде малку чудно, нели? Воопшто, рече гасеницата. Тогаш можеби вие поинаку ќе се чувствувате, рече Алиса. Јас сигурно би се чувствувала чудно. Ти, рече презриво гасеницата. Која си ти? Потоа повторно се врати на почетокот на разговорот. Алиса малку се нервираше тоа што гасеницата даваше толку одсечни одговори, па застана цврсто, се исправи и рече со многу сериозен тон. Сметам дека прво вие треба да ми кажете која сте. Зошто? Праша гасеницата. Еве уште едно загадочно прашање. И затоа што Алиса не можеше да смисли добар одговор, а се чинеше дека гасеницата е во многу непријатно расположение, се заврти да си оди. Врати се, ја повика гасеницата. Имам нешто важно да ти кажам. Ваквото ветување ја заинтересира Алиса, па се заврти и се врати. Чувај ги живците, рече гасеницата. Само толку, рече Алиса, трудејќи се со сета сила да не се разгневи. Не, рече гасеницата. Алиса си рече дека сепак треба да почека. Оти и онака нема што друго да прави и дека на крајот можеби гасеницата ќе ја каже нешто корисно. Неколку минути гасеницата молчешко павкаше чад, па на крајот ги раскрсти рацете, го извади наргилето од устата и рече. Значи, ти мислиш дека си се променила? За жал, така е, господјо, рече Алиса. Не се сеќавам на работите како порано, а ни 10 минути не можам да останам на иста висина. На какви работи се сеќаваш? Рече гасеницата. Епа, се обидов да ја испеам Ах, тој крокодил, ама се излезе наопаку, рече Алиса растажена. Изрецитирај ја ти си стар татко Вилијам, рече гасеницата. Алиса ги прекрсти рацете во скут и почна. Ти си стар татко Вилијам, синот млад рече, и целиот си в косите сет, сепак гезден на главата стоиш, мислиш ли дека тоа е во ред? Млад кога бев, му рече синот, мозокот мислев ке страда, ама сега си знам дека мозок јас немам, па катаден ова го правам. Ти си многу стар, синот рече, како што знаеш и многу си здебелен стари, а сепак на вратата салто ти сврте, зошто ли така ти правиш? Млад кога бев, мудрецот рече, бев виток и тенок ко гранка, се мачкав со оваа маст еве овде, да купиш 2 кутии сакаш. Ти си стар, синот рече, и вилицата твоја и падна, може да джвака, но излапа шатка со клут и со коски, па како ти успеа така? Млад кога бев, таткото рече, се запишав јас на право, се расправав јас со жена ми толку што забавало работи здраво. Ти си стар, синот рече, и видот твој етва и ти служи, а жонглираше јагола врз врвот на носот, од кај таква вештина кажи? 3 прашања праша, не можам веќе, таткото луто се здаде.
Ти важен се правиш, што ти е тебе? Марш или клоца ке јадеш? Ова не звучи како што треба, рече гасеницата. Не, баш како што треба, за жал, рече Алиса кротко. Некои зборови се разликуваат. Грешно е од А до Ш, рече уверено гасеницата, пошто следуваше неколку минутна тишина. Гасеницата проговори прва. Колку сакаш да си висока? Праша. Немам некоја посебна желба. Побрзо да одговори Алиса, само што не е пријатно толку често да се смалувате и зголемувате, знаете? Не знам, рече гасеницата. Алиса молчеше. Никој досега олку не и се противречал, па почувствува дека ги губи живците. Задоволна ли си сега? Рече гасеницата. Би сакала да сум малку повисока, господјо, ако може, рече Алиса. 8 сантиметри е навистина жална висина. Тоа е одлична висина, рече налутено гасеницата. Исправајќи се додека зборуваше. Беше висока точно 8 сантиметри. Ама не сум навикната, натажено се поводи сиротката Алиса, помислувајќи. Камо овие животинки да не се навредуваат толку лесно? Со времето ќе се навикнеш, рече гасеницата. Го стави наргилето во уста и пак почна да пуши. Овој пат Алиса трпеливо чекаше таа повторно да проговори. По 1-2 минути гасеницата го извади наргилето од уста, се прозевна 2-3 пати и се протресе. Потоа се сивна од печурката и исползи некаде во тревата, попатно дофрлувајќи. Едната страна ќе те направи повисока, а другата пониска. Едната страна од што? Другата од што? Си помисли Алиса. Од печурката, рече гасеницата. Небаре ја прашала гласно и во следниот миг ја снема. Алиса стоеше и минута-две замислено гледаше во печурката, обидувајќи се да свати која од незините две страни, имајќи предвид дека таа беше совршено тркалезна. Ова навистина представуваше проблем. Сепак, на крајот ги расшири рацете најмногу што можеше и подкрши помалку од двата краја. А сега, кое е кое? Се праша и подкрцна од едната рака за да го види резултатот. Во следниот миг осети силен удар под брадата и се удрила во стапалото. Беше прилично исплашена од оваа нагла промена, но свати дека нема време за губење. Оти забрзано се смалуваше, па веднаш се нафати да изеде малку од другото парче. Брадата й беше толку набиена во стапалото, што едве имаше место да ја отвори устата. Но конечно го стори тоа и успеа да проголта залак од парчето што го држеше во левата рака. Конечно главата ми е ослободена, рече Алиса со радост, која во следниот миг се претвори во вознемиреност, штом свати дека рамената никаде ги немаше. Се што можеше да види кога ќе погледнеше надолу, беше извијање на долг врат, кој се чинеше дека никнал како стебло помеѓу зелено лисје во далечината под неа. Какво ли е ова зеленило? Рече Алиса. И каде ли ми се рамената? И кутри мој раце, зошто ли не можам да ве видам? Ги движеше додека зборуваше, но попусто. Не забележуваше ништо, освен некакво мрткање таму доле помеѓу зеленото лисје. Затоа што веќе веројатно имаше начин како да ги крене рацете до главата, се обиде да ја спушти главата до рацете, при што со радост откри дека вратот лесно може да го вие во сите правци, не баре змија. Успеа елегантно да го свие надолу во цик-цак облик и само што сакаше да се нурне во лисјето, што испадна дека се крошните на дрвата под кои таа се беше шетала, кога остро съскање ја натера веднаш да се повлече. Една голема голабица и влета в лице и силно ја удри со крилјата. Змијо, врескаше голабицата. Не сум змија. Алиса и возврати налутен. Остави ме на мира. Како да не? Змија си ти, повтори голабицата, но овој пат малку посмирено, пошто со липање додаде. Се сум пробала, ама џабе. Алиса уште повеќе се зачуди, но си помисли дека нема зошто да зборува се додека не заврши голабицата.
Ај што не е мала работа да се снесат јајца, рече гулабицата. Туку морам и денонокно да се вардам од змии. 3 недели око немам затворено. Многу ми е жал што си вознемирена, рече Алиса, која сега почна да разбира за што точно се работи. И само што го фатив највисокото дрво во шумата, продолжи гулабицата, сега веќе со пискање, само што си помислив дека сум се куртулила од нив, кога ете, лево десно се лизна од небото. Уф, змија! Ама јас не сум змија, ти велам, рече Алиса. Јас сум... Епа, што си? Рече гулабицата. Јасно ми е дека пробуваш да смислиш нешто. Јас сум мало девојче, рече Алиса колебливо. Оти се сети колку пати порасна и се смали во текот на денот. Баш ме убеди, рече гулабицата со длабок презир. Сум видела многу девојчиња во животот, но никогаш со толка врат. Не, ти си змија, попусто не признаваш. Сигурно уште и ќе ми речеш дека никогаш не си пробала јајце. Секако дека сум пробала јајце, рече Алиса, која беше многу искрено дете. Ама знаете, малите девојчиња јадат исто толку јајца колку змиите. Не верувам, рече гулабицата, но ако е така, тогаш и тие се вид змии, тоа имам да кажам. За Алиса оваа замисла беше толку нова, што некое време молчеше, во кое пак гулабицата доби можност да додаде. Бараш јајца, тоа ми е јасно. И зашто мене би ми било битно дали си мало девојче или змија? Мене ми е битно, побрза да одврти Алиса. Но работите стојат така како што јас не барам јајца, а и да барав, немаше да ги јадам твоите, не ги сакам живи. Епа тогаш оди си, рече гулабицата намурдено, враќајќи се тивко во гнездото. Алиса, колку што можеше, подобро чучна помеѓу дрвјата. Оти вратот и се плеткаше помеѓу гранките и од време на време мораше да го отплеткува. По некое време се сети дека уште ги имаше печурчињата во рат, па внимателно се фати за работа. Прво грицкајќи го едното, па другото парче. Ту растеше, ту се смалуваше, се додека не успеа да се доведе во својата вообичаена висина. Толку време измина откако Алиса си беше на својата природна висина, што на почетокот се чувствуваше чудно, но се навикна за неколку минути велејќи си. Половина план си исполнив. Колку се необични овие промени. Една минута може да сум едно, а друга минута друго. Сепак, сега сум си на својата висина. Следно, што ли треба да сторам? Како што го изусти ова, најде на чистинка со куќата висока колку 1 метар. Кој да живее тука, си помисли Алиса. Нема да го сретнам ако сум олкава. Ти го извадам од памет. Па грицна од парчето во десната рака и чекаше да се смали до 20 на сантиметри, за да пријде поблиску до куќата.